Кој потврдил во овој случај конкретно, потврдиле сите. Од МВР до луѓето кои ги издаваат лиценците, тоа е Министерството за економија. Може ли гневот на родителите да ескалира? Веројатно. Видете, тие се во тешка состојба. Не само тие, сите граѓани во Кочани се во тешка состојба. А доколку имаме селективност, ризикуваме во иднина пак да имаме нешто слично. Дали е тоа пожар, дали тоа ќе бидат сообраќајки или не е ни битно. Што е она што ги спојува во овој момент Таравари и Ахмети? Пристапот на владата, кој секој ден се обидува даускратува права на албанците, треба да ги спои сите избрани пратеници и да се приклучат кон идејата за предвремени парламентарни избори. Овој делот вреди, условно кажано. Некои од нив се класични уценети измечари и ништо повеќе. На секого му е јасно дека политичката моќ во оваа држава е во канцеларијата на премиерот. Владата ќе биде во една таква ситуација да трча по нови пратеници. Што значи дека не исклучувате дуи да влезе повторно на Илинденска број 2? Па мислам дека тоа ќе се случи во такво сценарио. Не верувам дека Путин воопшто некогаш ќе седне на преговарачка маса со Зеленски. Гледате ново издание на ТВ магазинот Тренинг Омнибус на теми и соговорници. Во ова издание ќе имате можност да следите неколкумина гости и се надевам дека во наредниве 60 на минути ќе го задржиме вашето внимание. Денове поточно денеска истекуваат 2 месеци од трагедијата во Кочани. Семејствата бараат низана одговори, но и поставуваат безброј прашања на кои никако да добијат конечни одговори. Од друга страна, властите велат дека истрагата се уште трае. Во Кочани, протестни маршеви под слоганот за доцнета реакција се одржуваат секоја сабота со символичен почеток во 12 часот и 5 минути. Во ово издание на Тренинг соговорник ќе биде Зоран Тодоров, граѓански активист, еден од најгласните иницијатори за овие речиси неделни маршеви кои што се одржуваат во Кочани, еден од луѓето кој беше најгласен околу депонијата во Кочани. Господине Тодоров, кои се потврли во изминативе 13 години, велам 13 затоа што дискотеката функционирала од 2012 година и сето таа работа на оваа дискотека, на кафулето, некој го толерирал. Па јас секој проблем во Македонија кога почнеме да зборуваме за него или да пробаме да најдеме решение, започнува со корупција. Предпоставувам дека и ова е било некоја, како да кажам, рецидив на некоја врста на корупција. Дали е сега 13 години, а да никој ништо не знаел дека тоа има аномалии, дека е опасно за граѓаните, пред се за децата во Кочани, тоа е невозможно. Значи, кога потврдивме сите ние како систем. Сите ние што сме учествувале, ние можеби како граѓани најмалку, но тие кои учествувале во институциите кои требале тоа да го знаат, се разбере дека тие се најмногу потврдени. Значи, кои луѓе се требале да знаат за дискотеката Пулс? Кој се му прогледувал на газдата на Пулс? Дали не знаеле прогледуваат, ќе покаже истрагата, нели? Не би сакал до крајот на истрагата да давам конечни оценки, затоа што слушам дека се уште трае, дека се уште ќе се продолжи пронаоѓањето на виновниците, за да доколку ние не истераме правдата до крај овој пат, можеби да ни се повтори секогаш уште еднаш. И затоа мораме да знаеме дека со тоа мора да се сопре и да ги најдеме виновниците како еден пример во иднина за сите институции кога работат, да ја работата до крај. Кој потврдил во овој случај конкретно, потврдиле сите. Од МВР до луѓето кои ги издаваат лиценците, тоа е Министерството за економија, потврдиле УЈП, потврдиле сите други инспекции кои доаѓаат во редовни контроли на сите компании, не само во Кочани, туку ни цела Македонија. Тие секој од нив можел да најде аномалија, доколку како што слушам сега дека воопшто лиценцата била фалсификат, дека многу работи, многу луѓе потврдиле при правење на проверки на оваа дискотека, која на крајот ни донесе ваков резултат. Се работи за загуба на една цела генерација на млади
ова не е несреќа, ова е убиство. Ова е една од констатациите, една од паролите, една од констатациите на семејствата на починатите. Верувате ли во тврдењата дека надлежните си ја вршат работата и дека се води неселективна истрага? Видите, секој од свој аспект може да гледа што е селективно и неселективно додека трае истрагата. Многу кога ќе ја затворат, јас би ги замолил, сакам да кажам, сите луѓе кои учествуваат во институциите, да бидат опфатени сите кои учествувале во ова. А доколку имаме селективност, ризикуваме во иднина пак да имаме нешто слично. Дали е тоа пожар, дали тоа ќе бидат сообраќајки или не е ни битно. Значи, нашите граѓани се изложени на опасност се до моментот додека ние законот не биде еднакво спроведен кон сите. Секој што учествувал во неправилностите треба сходно на својата кривица да одговара. Значи, не се сите исти, не се сите во системот криви, не се, значи сите имаат презиме, сите имаат, сите учествувале во тој, имале одговорности во тој период и сето тоа треба истрагата да го заврши на еден адекватен начин како што би се завршило секаде во земјите кои се развиени и кои ние тежнееме. Само тоа го бараме и ништо повеќе ние како граѓани. Но сега, кога кажавте, се засегнати само родителите и една генерација ичезна точно. Таа цела генерација кои биле внатре исто така имаат трауми. Ние кои дојдовме таму на лице место ги видовме тие сликите исто така. Но секој од нас е засегнат. Во Кочани нема некој да нема роднина, да нема пријател или школски другар или некој дете да не го познава, бидејќи толку многу да кажем луѓе настрадаа таму, а за едно градче кое е многу мало. Така да тоа е, да кажем, процентуално катастрофа за Кочани. И во таа една катастрофа ние очекуваме сите солидарно, да кажем, целиот систем да се активира и да почне едно по едно да ги решаваме состојбите таму во градот. Бидејќи нус, да кажем, ефекти од сето ова е дека сега ќе што следува според мене, тоа се од политички припукување и на крајот ќе се сведе на тоа дека Кочани ќе добие една црна слика, на дамка, која ќе влие врз економијата не само на луѓето кои работат трговија, значи угостителство, туку во секој сегмент на живењето во Кочани. Господин Тодоров, дали во Кочани доаѓаат пратениците кои беа избрани од изборната единица број 3, кој го покрива и градот каде што се случи ова национална катастрофа? Например, дали скоро во Кочани сте го виделе Миле Левков или господинот Ковачки? Господинот Ковачки го нема видено, Миле Левков го има видено, бидејќи тој од Кочани си доаѓа дома секако. Но други некои пратеници вака јавно некаде да дојдат или да разговараме, не, можеби тие доаѓаат, но можеби има други активности, во тоа не знам, бидејќи немам информации. Но вака јавно на тие маршови или со родителите и така нема никако. Нити од позицијата, нити од опозицијата, нити од да кажам од луѓето кои очекуваме да бидат поддршка во Кочани. Сметате дека може да се амнестира од одговорност актуелната власт, а при тоа вината се бара 10 години наназад, а не и во актуелните гарнитури? Доколку сакаме општество во кое во иднина сите ќе живееме и безбедно и да ја чувствуваме како свое и како зашто треба да одговараат сите без разлика во која гарнитура биле. И тоа е една прва и основна работа при донесување на еден закон е да бидат пред законот еднакви сите. Значи не треба да постојат амнестирани, само да бидат фатени, да кажам, обвинети вистинските виновници, да не биде тоа пак како што во некои поранешни случаи и затоа можеби довербата во судството е мало, дека имавме измрдување на правдата според наши гледиште како лаици. Но сепак мислевме дека многу виновници се протнаа и не одговараа за ништо, се надеваме дека овој пат нема да биде така. Политизација, солидарност или популизам препознавате во предлог законот за луѓето од Кочани инициран од опозицијата? Власта вели, ова ние не го прифаќаме. Јас го немам детално прочитано, значи, законот за помош на Кочани, но секоја помош е добродојдена. Се надевам дека ќе најдат начин и позицијата и опозицијата и трети партии да заедно направат едно хибридно решение за Кочани. Не е сите состојбата моментално во Кочани црно-бела. Значи сите сакаат да го сведат тоа на позиција опозиција, но не е тоа така. Дури бидејќи се случи оваа цела трагедија, се појавуваат на пример и луѓе кои
даваат своји решенија, може и кои не се адекватни, но според нивно некој размислување. Во отсуство на систем, тогаш може секој да го земе правдата или законот во своји раце. И така хаосот ќе биде уште поголем доколку не се реагира побрзо. Бидејќи кочани, ако продолжи со ова темпо, ќе имаме нагло иселување и иселувањето ќе ни донесе на мањка и неработна сила, на разочарување на младината и со самото тоа без младост нема иднина. Господин Тодоров, сите се за, но пратениците се уште не се одлажуваат да свикаат надзорна комисија на која ќе се расправа за трагедијата во Кочани, за Тетово, за автобуската несреќа. Дали треба да се отвори јавна расправа? Секако. Дали пратениците тоа треба да го направат? Се разбира, тоа им е задача. Задачата на институциите на системот е да разговараат, да ги решаваат проблемите и да ги превенираат во иднините да не се случуваат. Бидејќи премногу работи се случуваат во држава, што не само како не гледаат странци, дека тоа ги одбива само бидејќи ние сме фокусирани на некои странски инвестиции. Воопшто животот во Македонија ќе биде неподнослив доколку имаме селективни правди, доколку во иднина не се случуваат работи кои би биле така интернационално прифатени како црна дамка на Македонија. Зошто и повеќе од 3 децении низа вакви несреќи, после низа вакви несреќи кои не се случувале, не извлековме поука? Па јас мислам дека ние имаме една длабока етичка криза, дека етиката е во отсуство во политиката. Мора прво да се вратиат етичките норми, да тие луѓе кои се занимаваат со политика почнат да размислуваат дека законите треба да ги приспособуваат на граѓаните, а не граѓаните на законите, и дека доколку чувствуваат лична одговорност и тоа е, да кажам, кај нив врежано како некоја етика или како вера, дека тоа како вера или да кажам дека некои работи мора да излезат на виделина и да не се случуваат никогаш, веројатно и составот во парламентот, веројатно и луѓето кои се во политиката воопшто ќе биде подобар и во тој случај тие ќе размислуваат не политички, туку ќе размислуваат човечки, што е, ја мислам, основа за да тргнеме од една точка кон подобро. Значи, треба пред се да се размислува како да се ја сетира државата, да помага на поединецот, а не да му прават оптеретување или да тој има некакво сомнение дека државата му е непријател од другата страна, дека треба цело време овие 30 години да се бори против неа. Адвокатот и поранешен судија Туфекџич деновиве напиша една констатација: јавното обвинителство и полицијата мора да им ја кажат реалноста и очекувањата на оштетените, за да не се создава нереална слика во однос на законските можности за постапување. Подобро е на луѓето сега да им се каже дека вака унифицирано поставена равенка на одговорност по хоризонтала и вертикала, како кривично дело, тешки дела против општата сигурност, со 68 осомничени е проблематично самото по себе. Може ли гневот на родителите да ескалира? Веројатно. Видете, тие се во тешка состојба. Не само тие, сите граѓани во Кочани се во тешка состојба. Но секако не можеме да се мериме со болката која тие ја трпат. Ние мораме да имаме огромна доза на емпатија кон тие луѓе. Јас еве не се ни дрзнувам ни да коментирам работи кои се, да кажам, нивни или кои се интимни или кои како ти размислуваат и нивните осеќања, со тоа не можеме да се поистоветиме. Ако да бевте првите 40 дена во Кочани, тоа беше една траурна атмосфера на гробишто кога се отиде, кога ги видиш тие луѓе таму, тоа е немерливо. Луѓето тоа не го разбираат бидејќи не ги гледаат секој ден. Значи нивната болка и тага и барања кои некогаш се можеби и несмрсни, можеби држат вода или не пијат или не држат вода, не е битно, треба да имаме кон нив емпатија до крај, да ги слушаме и да колку можеме ја намалиме нивната болка, колку е тоа возможно во овој момент. Значи секој, и власта, и опозицијата, и политичките фактори, и граѓанскиот сектор треба да има кон нив една емпатија и посебен начин на однесување, а не да ги злоупотребуваат било која нивна изјава, грешка или било што да се делат, тоа не е во ред. Таа работа не е само нивна, ние треба заеднички да ја истераме до крај, да им помогнеме максимално на тие деца кои се вратија сега, кои ќе се вратат тек во Кочани, среќата не е завршена. Тоа уште трае. Доаѓаат, се враќаат деца, тие деца имаат
и психички трауми, некои имаат и физички недостатоци, ние сите треба да направиме подлога да ги прифатиме. И сето тоа се сведува на алармирање на повеќе организации во Кочани, кои еве бараат и вапаат за помош, некој да дојдат стручни служби, да дојде, не знам, медицинска помош и така натака. Тоа треба да го направи целата држава заедно, сплотена, и сите треба да си подадеме рака едни на други, се со една единствена цел. Од самата несреќа да ги санираме комплетно сите аномалии кои излегува на површината на општеството и емотивната болка кај сите тие генерации кои беа таму присутни. Денуве бевме сведоци на една помалку жална слика, еден ваш сограѓанин од Кочани сред плоштад на Скопје извика: "Не заборавивте." Толку лесно ли забораваат? Очигледно дека лесно да заборава Македонија на Кочани. Затоа, веројатно да чим се одлучил на таков потек, ја го знам граѓанинот, тоа е за да скрене внимание врз проблемот за кој што ние еве денес го зборуваме. Значи, тоа е негов начин тоа да го направи и успешно еве медиумите ги свртеа, да кажам, вниманието кон Кочани. Кочани има уште многу работи да се завршат, но како да кажем, оваа несреќа на крајот се донесе да имаме малку и поголема збрка кога е во прашање кој што треба да решава од работите. Едноставно сите се да фаќаат секаде, понекогаш се зборуваат работи кои се нереални. Може ли во ситуација кога постојано, ако продолжи оваа политика на префрлање на вината, те МВР е виновно, те обвинителство, во ваква констелација да се заташка целата состојба? Во минатото бевме сведоци. Јас се надевам дека после ова дека тоа нема да биде случај. Така, сите изјави на сите политичари кои избореа за овој настан беше некој нивни заклучок. Се надевам дека тоа што го збореа, дека сите ќе го реализираат. Така да, до крај ќе чекаме да се заврши и да видиме дали овој пат, бидејќи сите рефлектори се свртени кон Кочани, не само и од Кочани и Македонија, туку и од надвор, бидејќи ова беше, да кажам, погоден цел Балкан збореше за ова и Европа, можеби и светот за ова несреќа, и претпоставувам дека тие знаат дека од сите страни луѓето очекуваат на крајот како ќе финализира истрагата и судскиот процес до крај. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам за интересот за Кочани пред се. Ми беше задоволство да бидам ваш гост. Зоран Тодоров, граѓански активист од Кочани. Дали казната затвор од 12 години за возачот Васил Јованов, која прегази младата девојка во центарот на Скопје, во рамки на европската пракса? Ова е прашањето кое му го поставив на професорот од Правниот факултет во Загреб, Александар Маршавелски. Колка изнесува највисоката казна доколку, например во Загреб, возач прегази пешак? Судот во секој предмет мора да гледа отежувачки и олеснителни околности и да според тие околности заправо одреди правична казна за сторителот. Значи, ако, например, некој веќе порано имал многу прекршоци, можда скривили повеќе несреќи, логично е дека овој пат, ако и некој загинал, дека ќе добие и поголема казна. Ако е на некој прв пат нешто му се случи, значи немаше порано ни прекршоци и со една грешка, значи со небрежност, заправо сторил сообраќајна несреќа, онда е логично дека ќе добие помала казна. Став е во Хрватска дека во секој случај кога некој е загинат, дека затворска казна мора да биде. Сега, тие казни исто се може да бидат од 1-2 години до, не знам, 7-8 обично, али рецимо просек е можда 4-5. И зависи дали едно лице загинато, можда две, дали колку е повредени. Сите тие околности утицат на казна. Која е најниската казна изречена за прегазување на пешак или која е највисоката? Па не знам точно. Јас, значи, оно што јас видов во пресуди, значи имам видено, значи, и 1,5 година за смртна последица.
i imam videno i 7-8 godini za smrtna posljedica, tako da sve zavisi od okolnosti, da li od vozač, da li je mlad, vikam da li ima deca, znači ako neko je odijevo u zatvor, neko mora da se griži za deca i tako natamo. Целото интервју со универзитетскиот професор од Правниот факултет во Загреб по кривично право Александар Маршавелски, ќе имате можност да го следите во некој од следните изданија на ТВ магазинот Трилинг, а еве што ќе гледате во продолжение. Не може рамковниот договор преку една одлука во Уставниот суд да се преиспита со така наречени експерти, кои што јавноста ги знае колку антиалбански ставови во континуитет кажуваат. Ние знаеме како дошло до рамковниот договор и тие страни можат да ја преиспитат рамковниот договор. Ако некој смета дека треба да се преиспита, не може така да помине и нема да помине никако. Значи, секој ден што се губи во процесот на евроинтеграција се прави голема штета за државата. Блерин Беџети за проценките околу новите политички движења на цената. Инаку Блерин Беџети е координатор на пратеничката група на Европскиот фронт. Господине Беџети, дали и со што дуи го уцени Таравари, со купена куќа, со притисок однадвор, тоа е една од шпекулативните дилеми во јавноста, откако од критичар на влади, како од страна на власта и еден од најгласните критичари на Дуи и на Али Ахмети, сега всушност се приклони токму кон интегративците. Вака, тоа е добар чин, е за поздравување што крилото на Тараварија напушта ова влада без етнички легитимитет. Се надевам, сега не сакам во нивно име да коментирам, дека увиделе на анкетите, на јавното мнение, дека огромното, апсолутното мнозинство на албанците не се задоволни, што ние и пред формирање на ова влада укажувавме цело време за последиците кои ќе бидат, и ете сме сведоци дека тоа се случува, не само од партијата на Таравари, туку повикувам и сите пратеници поединечно да размислат да ја напуштат ова владино мнозинство, кое е многу штетно за државата, за албанците и за сите граѓани со нивните постапки. Но од етнички карактер е многу штетно и многу ризичниот пристап на ова влада која, јако што нема легитимитет, преку некои измечари, кои ги сметаме за малкумина, што се уште манипулират, се обидува да манипулират дури во нивните редови, сметаме дека крајно време е дека сите пратеници треба да ја откажат довербата на оваа влада. Дали Арвен Таравари е едниот лидер на опозицијскиот фронт? Првин, тие напуштиле влада и ние ја поздравивме. Тој е лидер на сопствените редови во сопствената партија и реално ние нашиот фронт го имавме, го добивме и мнозинството, но ситуациите налагат во овој момент, бидејќи е пресериозна ситуацијата, да видиме како ќе се одвиват понатамошните настани. Има ли потврда за можна соработка на релација Таравари, Ахмети, Зијадин, Села? Во политиката се вели никогаш да не се каже не, но до сега нема таква ситуација, но логично е некогаш опозиционите партии да комуницират и да наоѓат допирни точки за соработка. Што ги спои? Предпоставувам дека Добро? никој од власта не бега од добро. Уште еднаш ќе укажам дека тие што ја напуштиле владата виделе и се утврдиле во тоа што цело време ни укажуваме. Што е она што ги спојува во овој момент Таравари и Ахмети? Пристапот на владата кој
секој ден се обидува да ускратува права на албанците, треба да ги спои сите избрани пратеници и да се приклучат кон идејата за предвремени парламентарни избори и да се стави легитимитетот на маса и во практична ситуација. Спојката е пристапот на владата многу лош, многу негативен, не само кон албанците, него и кон државата во целина. Меѓутоа, владината коалиција предводена од ВМРО ДПМН, Вреди и Знам, не така драматично или трагично го разбираат заминувањето на Таравариот или Невска број 2. За жал, ние имаме еден пристап заложници на наративот кои се ВМРО ДПМН, кои ги излажа граѓаните од македонска етничка припадност дека никогаш северна, ова ќе смениме тоа во политичките теми, што не се случија и сакаат целиот дефокус да го насочат кон ускратување на права кон албанците. Знам кои многу чудно и многу неполитички вели дека се таму за да не се уценува владата. Овој делот вреди, условно кажано. Некои од нив се класични уценети измечари и ништо повеќе. Нема албански представници избрани од народот веќе во оваа влада. Дали Дуи И тоа не е здраво. Ни за самиот премиер, ни за самата победничка партија и кај македонците, и реално треба да се стават нештата разумно и рационално во општо добро на државата и граѓаните. Ваков пристап повеќе од јасно е дека албанците не го прифаќат и ние цело време укажуваме дека жестоко ќе возврачат. Што значи тоа жестоко? Па жестоко во политичкото делување се подразбира и тоа го правиме во континуитет. Во рамки на собранието или во институционално? И во собранието и во средбите со граѓаните, во структурите на партијата има една огромна мобилизација, и тоа го покажуваат и анкетите кои после парламентарните избори во континуитет Дуи е водечка сила, политичка сила во државата. Како граѓаните да го доживуваат ставот на вашиот лидер Али Ахмети дека ако треба ќе излеземе на улица? Видете, тука има една интересна ситуација, сакам да направам една паралелка во ова прашање. Ставовите на нашиот претседател се потврдени и како водач, и како лидер, и во ставовите, и не случајно има таа поддршка. За жал, јас укажав и од собраниска говорница, еве и тука ќе ја користам приликата, ставовите од спротивната страна, кај македонскиот дел, кој ги добија изборите, имат работа со еден непотврден водач од нивна страна, кој друго им ветуваше пред изборите, но сега очигледно е дека ги излажал, не може да го испорача тоа, кај македонскиот дел, и се обидува. Предноста е на господинот Ахмети што е потврден лидер. Во тоа што го кажува и го ветува, и во спротивната страна, за жал, се уште, иако што е победник во изборите, е еден непотврден водач лидер кај македонскиот блок. Растечкиот криминал се идентификува со така наречената дуизација на општеството, од неказнивост до општествена агресивност. Дали имате барем доза на самокритичност кон натрешните злоупотреби и сомневањето за криминал од функционери на интегративците? Тоа е еден пиар што се обидуваат да го скријат ова парламентарно мнозинство. Меѓутоа, господине Беџети, и власта и опозицијата речиси имаат идентичен став, дека местото на Дуи е во опозиција и дека треба внатрешно да се реформира. Тој пакт е пред изборите, пактот Мицковски Заев и некои вазали од ова групација што сака да се нарекуваат вреди, а во суштина не вреди. Сака да го заменат со поранешните термини националистички пристап, сепаратистички и редентистички. И сега има една очигледна тенденција на злоупотреба на државните органи, кои произлегуваат од непочитувањето на легитимитетот, од гласот на албанците, и сакат пред јавноста и пред меѓународната јавност една тенденција да покажат дека се корумпирани. Кои
на секого му е јасно дека политичката моќ во оваа држава е во канцеларијата на премиерот. Сега, премиерите не биле корумпирани, но биле министрите или некои други директори. Ова не поминува кај никого. Ова е тенденција да се магла во јавноста, за да се прикриват сите овие антиалбански тенденции, а можеби и времето ќе покаже што се случува со актуелното работење на овие актуелни функционери. Уште еднаш ќе потврдам, и тоа сите граѓани го знаат, сите институции, но и меѓународната јавност. Се почнува од премиерската канцеларија. Минатото тоа го покажува. Значи, тоа е една чиста тенденција за дефокус. Ние сме сведоци дека има тенденција за законот за јазиците. Балансер, диаспората. Нема веќе многу нешта кои произлегуваат од рамковниот договор. И не може така лесно тоа се да помине. Или па некои, ако го гледаме и последната трагедија во Кочани, кај што сака да се насочи целиот гнев кон поранешни министри на ДУИ. Ама овие актуелните министри и директори или кочанската власт, тамошната, немаат никаква вина. Поверува некој граѓанин во јавноста? Тоа е голема трагедија, кој сите изразија соочувство, но требаше да се превземе моралната одговорност, кои сами побараа, почнувајќи од господинот Мицковски за тетовските случувања, тогаш кога јавно искажа што се сменило од тогаш до денеска. Кои се причините зашто овие луѓе ги менуваат властите? Има веќе една дебата како нашата држава да пристапи кон преговори со Европската унија. Се разговара за евроинтеграцијскиот процес. И таму ДУИ е виновна. Нели овие партии, овие групации што беа дел од власта потпиша дека за 6 месеци ако нема резултати во евроинтеграцијскиот процес ќе ја напуштат владата. Година дена сме после изборите. Ништо не се мрда. Многу лесно е да се каже и да се злоупотребат државните органи, па дури сега ние сме на медиум и медиумите, но ние треба да бидеме отворени со граѓаните и правилно да ги информираме како нивни избраници, без разлика дали пратеници, дали градоначалници, дали министри или премиер. Господин Беџети, го споменавте укинувањето на балансерот и законот за употреба на јазиците. Зошто ДУИ молчеше при донесувањето на деловникот на Уставниот суд или не побара негова измена? Може ли закон кој е донесен со бадентер и двотретинско мнозинство сега во Уставен да се решава без такво мнозинство? Ова е поширока дебата и реално ќе отвори многу теми, ќе отвори многу сериозни разговори во иднина да не се повторуваат, бидејќи ова неодговорна власт пристапи кон втор пат кон непочитување на албанскиот глас. И тоа не дека нема да се заборави. Секое законско решение, било што уредува во државата, при спроведување на законот се гледат аномалиите. И вие многу логично поставивте едно прашање во Уставниот суд. Секако, ние ќе работиме во таа насока, да ги уредиме и да не тој Уставен суд да не стане параполитички орган кој тој тамошниот председател било кој, ако вака се однесува, подобро да биде еден некој певач отколку со неговите пресконференции да укажува. Не може рамковниот договор преку една одлука во Уставниот суд да се преиспита со така наречени експерти, кои што јавноста ги знае колку антиалбански ставови во континуитет кажуваат. Ние знаеме како дошло до рамковниот договор и тие страни можат да ја преиспитат рамковниот договор. Ако некој смета дека треба да се преиспита, не може така да помине. И нема да помине никако. И не случајно, само се обидуваат да ја уценат албанската јавност и албанската популација овој месец, тој месец. Да го заборават. Ние бараме согласно устав и закон да се работи во оваа држава. Поранешниот министер за економија Бектеши е во притвор,
екс-вице-премиерот Грубивие во бегство, иако тврдеше дека е чист како солза, може да се исчистите од оние за кои ВМРО ДПМН пред се вели прво внатрешно да се реформирате? По реформирана партија од Демократската унија за интеграција и тој бил пристап во континуитет на председателот Ахмети и на органите на партијата, реално во оваа држава нема. Јас една паралела ќе изведам. Колку актуелни функционери на ВМРО ДПМН биле или се уште во судски постапки? Кога ќе се реформирати? Ако некој сака да каже кој е стопанот, тоа може кај Изет Меджити, Билал Касами и така натаму. Не со албанците да им прикажува кој е добар албанец. Колку функционери на ВМРО ДПМН се уште се во судски постапки? Но ние почитувавме презумција на невиност и не се надоврзувавме на тоа кој треба да си оди и кој не. Цела јавност знае дека главна спојка на овој пристап е Кочо Аџушев меѓу Мицковски и Заев. И некои други. Ова е реформиран пристап. Значи, ние реформите во континуитет од мандат во мандат, почнувајќи од листите за советници, за градоначалници, за пратеници, за избрани директори, министри, во континуитет се менуваат. И тоа е една логична работа, бидејќи ние сепак сакаме нашите политики и кадровски политики да бидат одраз на една поддршка од нашето членство, гласачите и не само на нашите гласачи и нашето членство, него и на пошироката јавност, освен и во стручниот дел, кај што кога се составува влада, за кадровските решенија се комуницира и со мандатарот, пред да ја состави владата во способности, квалитети и така натаму. Ми имаме сериозен пристап при избор. Ако некој сгрешил спрема законот, не е битно дали е ДУИ, дали е СДС, дали е ВМРО, дали што е. Треба да се одговара. Но не со тенденциозен пристап, што веќе не е селективна правда, него одмаздување кон одредени политики. Дали одиме кон локални и предвремени парламентарни избори? Локалните се согласно устав и закон неопходни во октомври, но за доброто на државата и за политичката ситуација треба да се рефлектира и самиот Мицковски во говорница во собранието кажа дека е спремен за предвремени парламентарни избори, за општо добро, за побрз развој, неопходни се предвремени парламентарни избори. Бидејќи тогаш има можност во демократски чин да се враќа легитимитетот на маса и да ја превземат одговорноста онака како што налага демократијата, тие што имат легитимитет, што се победници во Господин Беџети, на крајот, во која од мешаните етнички средини ќе бидат евентуални ваши партнери на престојните локални избори? И дали за Гостивар ќе дадете поддршка, например, Таравари да биде повторно градоначалник? Едете, во мешаните средини и ВМРО и СДС имат во своите коалиции политички партии и другите етнички заедници. И ова многу интересно прашање од ваша страна. Кога ние велиме дека некој има тенденција на супримат, зашто тоа е Божје право само на тие партии да имат поддржувачи од другите етнички заедници, дуи албанците не можат, што е легитимно. Водечкиот легитимитет ние не го оспоруваме, кога победува ВМРО, водечкиот е македонскиот гласач. И кај нас водечкиот, и кога имавме, и пак ќе имаме, е албанскиот гласач. И што е нормално, ние, освен етничките легитимитети, ние треба да се грижиме
и за општото добро на државата, на секој граѓанин, и тука да се најде таа спојка, би рекол, која е за општо добро, за сите граѓани и за секоја педа од државата да се работи во развој. Запазувајќи ги сите придобивки од рамковниот договор, но и за општото добро. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Ви благодарам и на вас за можноста, за вашите гледачи да споделиме неколку политички ставови за актуелните прашања. Џелал Незири, новинар и аналитичар, гостин во емисијата Тренинг. Незири, Арбен Таравари, министерот за здравство, заминува од Илинденска број 2, ја напушта владата. Дали кај Арбен Таравари препознавате конзистентност во неговите политики и ставови или политичко лицемерие, и како Таравари, од еден од најголемите критичари на Дуи, сега завршува или се приклонува во прегратките на Али Ахмети? Па не е прв пат вакви американците ги викаат U-turn, или вакви вртења на место, би рекол, прават политичките партии на албанците. Значи, вие само вратате се наназад од 2017 година па до сега, нели, првим беше дел на владата Алијанса на албанците, тогаш беше една предводена од села. После една година излезе, па влезе алтернатива, па излезе алтернатива, влезе Беса, па излезе Беса. Значи, јас уште во неколку други наврати сум спомнал дека проблемот е што веќе политиката се сваќа како бизнис, а не како платформа за дебатирање, дискутирање, за вземање став за одредени нешта, дефинирање на проблемите и решавање на истите. Дали парламентарното мнозинство му дава таква слобода на премиерот Мицковски да демонстрира супериорност или преголемата концентрација на моќ која поседуваат ВМРО ДПМН може да му биде хендикеп во наредниот период? Во јавноста се чувствува дека како на владата на ВМРО ДПМН и на Вреди им е се едно што Таравари заминува. Но дали ова може да значи зголемување на парламентарното мнозинство или окрупнување на опозицијата во законодавниот дом? Мислам дека не им е се едно, зашто тие знаат дека голем број од законите и од проектите кои што се нудат за усвојување во собранието поминуваат со квалификувано. Ким треба и Бадентер потреба. Треба и Бадентер. Ако не грешам, мислам дека немакедонски пратеници по етничка основа се околу 38 во собранието. Што значи околу 19 би требало да има една влада во нејзиниот состав или парламентарното мнозинство за да се обезбеди Бадентеровото мнозинство. Вие може да имате и, не знам, 80 пратеници, но ако го немате тоа мнозинство, може да биде голема пречка за усвојување на законите. Ако се усвојат без Бадентер, тогаш веќе се отвара друг проблем, кој што нели оди во прилог на агендата на албанската опозиција, тоест Европскиот фронт предводена од Дуи. Значи, владата ќе биде во една таква ситуација да трча по нови пратеници. Што значи дека не исклучувате Дуи да влезе повторно на Илинденска број 2? Па мислам дека тоа ќе се случи во такво сценарио, но Дуи не сака да влегува на таков начин без избори и затоа мислам дека во тој случај предвремените парламентарни избори, дали за една година, дали за 6 месеци ќе бидат неопходни, а во случај Влен да добие околу 100.000 гласови, тогаш таа измена на коалицијата со излегување од Таравари нема да се прочувствува и тој легитимитет на кој се повикуваше Влен, дека го има да ги представи албанците, ќе продолжи да го има и
верувам дека во тој случај Мицковски нема да гледа потреба за нови предвремени парламентарни избори, од причина што веќе има максимален број на пратеници 58. Не верувам дека евентуални нови избори би му носеле повеќе од 58 пратеници. Историска четврта победа на Еди Рама и повторно премиер на Албанија. Албанија земја кандидат за членство во Европската унија, за многумина членки на Европската унија, една од земјите која е речиси најподготвена заедно со Црна Гора и најбрзо кои би можеле да се приклучат на европското семејство. Незири, како Еди Рама стана миленик на Европската унија, чест гостин, добредоен во европските престолнини и покрај тоа што често лично и Рама е критикуван дека е главниот виновник за високата стапка на корупција, за високиот процент на иселување на граѓаните од оваа земја, а при тоа Брисел вели дека Албанија е на добар пат многу брзо да се приклучи на Европската унија. Па точно е тоа што спомнавте, дека и Албанија, како секоја балканска земја, се соочува со висока корупција, висок степен на корупција. Исто така се соочува со одлив на населението, одат надвор за подобар живот, што не е возможен во нивната сопствена земја. Но Еди Рама има една карактеристика која го прави различен од другите лидери во Албанија. Тоест, тој е уметник како прво, ликовен уметник, сликар, и е многу креативен. Значи, таа креативност се одражува и во неговиот пиар, како не својствен, да речеме, премиер или пиар несвојствено за неговата функција. При тоа станувајќи атрактивен за помладата публика, за помладите гласачи. Каде тука изостанавме како земја претендент за членство во Европската унија? Што е она што, например, една Албанија и Црна Гора направија, смогнаа сили да испорачаат резултати, а каде ние потфрливме? Дали можеби играњето на национално патриотската карта всушност не држи на стендбај? Не, мислам дека главниот проблем е во немањето на општ политички консензус за евроинтеграциите. Гледајте како Хрватска го изгради тој консензус пред да стане членка во 2013 година. Значи имаше општ консензус, немаше дебата за закони, за имплементација на закони, за испорачуване резултати од тие имплементации на закони, кои што се бара од страна на Европската унија. Исполнување на сите критериуми кои што се бара од Европската унија. Црна Гора исто има општ политички консензус за евроинтеграцијата. Албанија, вие често може да гледате не тепачки во албанскиот парламент. И вие може да гледате како пред 3-4 месеци фактички гореше буквално албанскиот парламент. Значи опозицијата пожар пред камери подметна во собранието. Значи толку е поларизирана таму политичката ситуација, но има консензус за евроинтеграцијските процеси. Значи албанската опозиција, предводена од ветеранот Сари Бериша, никогаш не ги злоупотреби компромисите на Еди Рама со Грција за Јонското море. Кај нас напротив, значи политичките партии беа фокусирани само на тоа како да наштетуваат на опонентот и како да придобиваат политички поени и поддршка од гласачите со овие теми кои што не се очекуваше да изградиме консензус. Значи нема кај нас консензус. Пораката на високиот европски представник е дека нема фиксен датум. Зошто 2030 година? Зошто не и порано? Пристапување во Европската унија е процес базиран на заслуги. Доколку земјите ги спроведат реформите, тие би можеле да се приклучат дури и пред 2030 година, порача Антонио Кошта, председателот на Европскиот совет. Мислам дека тешко е да се придвижат работите напред во една ситуација кога тие уставни измени стана
прва тема или најголема болка на поголем број на граѓани. И кога вие ја приоритизирате таа тема пред избори и ја правите главна тема, тогаш е тешко после избори по тоа да ретерирате и да гласате спротивно од тоа што сте ветиле. И тоа, мислам, таму беше грешката. Беше грешката пред изборите, одма после 2022 година, кога не требаше да ги постигнеме тие рокови после скрининг периодот. И тогаш се направи таа голема грешка и сега тешко е да се натера, да речеме, владеачката партија ВМРО-ДПМ да ретерира од тие ставови што потоа ги изгради. Цврсти ставови против францускиот предлог, против уставните измени, против вметнувањето на етничките бугари во уставот. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам на поканата. Џелал Незири, аналитичар и долгогодишен новинар. САД, Русија и Кина, да, се новото тројство кое што ќе го крои светот. Од големи очекувања до песимизам. Се уште не се надзира крај на руско-украинскиот конфликт. Иако беше најавено дека рускиот претседател Владимир Путин ќе слета во Истанбул, сепак тој не се појави. Ниту во Истанбул не дојде ниту американскиот претседател Доналд Трамп. Во издание на Тренинг со го ќе биде Александар Србиновски, национален координатор на глобалната иницијатива. Србиновски, од големи надежи до се уште неизвестност како ќе се развиваат односите на релација Киев-Москва. Зошто Доналд Трамп и Путин заедно со Зеленски не успеа да седнат на заедничка маса, иако очекувањата беа големи? Па првенствено, кога говориме за овој далеку комплициран геополитички процес, мораме да знаеме дека гледиштата како војната треба да заврши се драстично различни на едната страна САД и Русија и на другата страна остатокот на светот, под остатокот на светот мислам Украина и државите од Европа. Преговорите или уште новата или најновата тура на мировни преговори очекувано според мене најмалку не се одвиваат, барем во динамиката во која што посакува Украина од неколку клучни работи. Најновата етапа на преговори се одржува првенствено во Турција. Турција и Саудиска Арабија како минатите преговори не се дестинации кои имаат подеднаква во значење иста геополитичка положба. Додека од едната страна Саудиска Арабија и преговорите кои што се случува пред неколку недели во таа држава е генерално неутрална во смисла на конфликтот. Кога говориме за Турција, Турција е непосреден идентитет кој што граничи исто и со Русија и со Турција. Дополнително, таа е втората држава во НАТО во смисла на бројност на армијата, па сега да не навлегуваме во моќите и влијание. Меѓутоа, самото по себе дава поинаква нота на тоа каде евентуално би се подпишале преговорите. Натаму, она што е различно во оваа нова рунда на преговори од минатата е што во минатата САД беа тие кои што ја предводеа иницијативата или палката како ќе се одвиваат преговорите и на кој начин и во кој темпо и во динамика, а сега тоа се државите од коалицијата Willing, односно големата тројка од Европската унија, Германија, Франција и Британија и некои држави од Европската унија како Полска кои што имаат интерес бидејќи војната се случува непосредно од нивните граници. Гледано од тука, состојбите се различни, а истовремено и барањата од двете страни кои што мораат да преговараат евентуално како војната да се заврши. Украинците имаат услов предводен од нивниот главен преговарач претседателот Зеленски, дека за да се случуваат мировни преговори на терен треба да постои 30-дневно примирие за конфликтот во одредени зони на одредени нивоа и така натаму. Зеленски недоаѓањето на Путин на мировни преговори, на заедничка маса да седнат, го окарактеризира дека
кај руската страна не постои волја за разврска на војниот конфликт. Тоа е точно, но мораме да разбереме дека Русија првенствено, иако нели за Европа тоа е дискутабилно, меѓутоа Русија го доживува Зеленски како нелегитимен представник на украинската власт. Од тука па натамо не верувам дека Путин воопшто некогаш ќе седне на преговарачка маса со Зеленски и условите на Русија се јасни, доколку ги следевме минатите рунди на преговори за примирие како оние во Минск, во Саудиска Арабија и така натаму. Русите имаат крајно тврда позиција, односно настапуваат во мировните преговори од позиција на моќ, каде што тие се чувствуваат дека треба да бидат тие што ја диктираат темпото, волјата и начинот како треба да се случуваат преговорите. Дали ова што го говорите значи дека постигнување на мир е всушност само илузија? Не. Опцијата за мир верувам дека постои, меѓутоа мораме да ја гледаме малку геополитички поинако од досега. Верувам дека единствениот некој кој што може да ја донесе оваа критична состојба во светов на мирна точка е само САД, односно Доналд Трамп, бидејќи тој е единствениот медијатор кој што Москва, односно Владимир Путин, го доживува како еквивалент со кој што може да тргува и да преговара за одредени спорови во светот. Битно е да се напомене дека Москва, особено во изминатиот период, откако започна на терен да ја менува динамиката на борбеното ниво, ја доживува Европа како небитен геополитички фактор, односно како постои како да политичка меѓународна конструкција, ама не се релевантни моќи како геополитички какви тоа што се Вашингтон или Пекинг или така натаму. Србиновски, дали Путин е вешт преговорач или добар манипулатор? Тој политичар е на моќ неколку декади. Ја предводи една од најмоќните воени до некој ниво можда енергетски и економски држави во светот. Верувам дека има зад себе огромно искуство на како се управува еден апаратус, механизам на една огромна држава. Дали какви се неговите желби за да се надмине овој конфликт, дали се тие искрени, дали се политички преамбициозни, тоа останува да видиме. Тоа можат само да го коментираат граѓаните на Русија, граѓаните на соседните држави, односно конкретно можеби на Украина, кои што имаат интеракција со неговата политичка моќ. Верувам дека е многу тешко да се одговори, но она што е сигурно дека тој има големо искуство. Кој ќе биде главниот индикатор дека се надзира можниот договор за крај на војниот конфликт? Јас верувам дека ниту двете страни не се во состојба да го издржат економски, а и во смисла воено, конфликтот на подолго ниво од она што досега се случи. Можеби месеци се во прашање кога комплетно ќе се девастира едната или барем двете од страните. Човечките загуби се огромни, економските се непроценливи. Од тука, тие се единствените две причини кои што може да ги донесат на маса Украина и Русија конечно да стават точка на ова крвопролевање и на овој конфликт кој што веќе добива граници, кои што се еквивалентни можеби на Втората светска војна и надминуваат оние од конфликтот во земјите од некогашна Југославија, кој што ние бевме дел, можеби на Блискиот исток. Многу крвав конфликт, конфликт во кој што исто така се детерминираат не само локалните позиции кој ќе освои својата воена, безбедносна и геополитичка цел, туку и начинот на кој што и во иднина ќе се конструираат безбедносните тактики на војување, како ќе се спроведуваат дипломатските релации меѓу земјите и така натаму. Како гледате на ова трио на релација Кина, САД, Русија? Дали се надзира ново геостратешко прегрупирање на светската мапа? Јас се сложувам. Верувам дека со новиот избор на председателот Доналд Трамп, геополитичката сцена во светот е смената за секогаш, или барем на екстремно долги стази. Она во кое што досега ние бевме навикнати, како што е општо познато, е западно општество, предводено од Европската унија и САД, кое што ги спроведува
вредностите, политиките, дипломатските процеси на нивото на еден принцип на демократски желби, економски ангажмани, така натаму. Сега, светот е далеко поинаков. На една страна, од сега па натаму, ја верувам дека ќе ги имаме САД, Русија и Кина како политички и економски опоненти на неолибералната демократија која што ја представува Европската Унија. САД, Русија и Кина, да, се новото тројство кое што ќе го крои светот. Ја не велам дека тие ќе имаат заеднички интереси, не велам дека ќе имаат заеднички цели на кои што тие ќе действуваат како партнери, но тие ќе бидат државите кои што ќе ставаат, условно кажано, последната точка на било кој глобален меѓународен договор во Обединетите нации, економски договор и така натаму. Дали тоа е обити да се минимизира моќта и влијанието на Европската Унија? Па, моќта и влијанието на Европската Унија постои единствено или во најголем дел поради САД. Американските безбедносни инвестиции гарантираат во Европа мир и спокој на континентот, тактичките оружја на САД, човечката сила распоредена во Германија, во неколку држави во Европа, се главниот или биле досега главниот гарант за точката од која што Европската Унија настапува. Она што за сега е се уште нејасно е како Европа ќе одговори на овие состојби, во смисла како ќе се реструктурира себе си за да биде собствен представник на геополитичка моќ. Благодарам за гостувањето. Моје задоволство, се надевам и во наредна прилика. Гледавте Трилинг, толку за вечерашното издание на ТВ магазинот. Гледајте не идниот петок во исто време.